Го гледате Сашо Лазаров. Имаше две тешки борби, налета вчера на расположението и мора да се признае многу по-квалитетен Бутаев, но рекол од една единствена акција кога на партер беше симнат Лазаров, едиме судија на душекот Иштван Ковач од Унгарија. Вчера имавме мали проблеми со препознанието на судиите, но денеска конечно го дојдовме и оној список. Сите судии носат броеви, па така лесно е сега и започнува борбата во овој момент. Да му посакаме среќа на нашиот репрезентативец Сашо Лазаров. Ќе биде потребно да даде се од себе, веројатно проспиената ноќ носи и нови анализи. Имаше можност во некои други борби да се сними, да се следи Жилиев. Опомена за Жилиев. Украина црвен дрес, Сашо Лазаров син дрес. Еве ги. Првите поени. Сепак. Дали ќе успее? Успева. Успева, 2 поена. Добро е, започнува борба Лазаров. Во истата акција успеа да освои 3 поени и води со 30:0. Сега треба внимателна борба. Рано да погледнува кон семафорот, треба да се концентрира само на душекот и на борбата против својот противник Жилиев од Украина. Украинците секогаш се опасни. Сите борачи, аз и вчера напоменав во оној прв надпреварувачки ден дека по распадот на Советскиот сојуз сите поранешни советски републики имаат доста силни борачи кои значат нешто во рамките на европското и светското борење. Видиме сега како ќе излезе од оваа ситуација. Лазаров се излече. Добро е. Нема поени. Нема поени за Жилиев. Аплаузи на отворена сцена. Успеа од оваа мощна тешка ситуација да се излече Лазаров Сашо. 2 минути и 48 секунди помина од оваа борба. 30:0 се уште останува водството на нашиот репрезентативец. Уште еднаш влегува, да видиме, надвор од активната зона. Нема поени. Сега средна помош добива таму од целиот стручен штаб на нашата репрезентација. Ја има подршка од публиката и верувам дека ќе издржи почитувани гледачи. Се надевам и вие, стегате палци сега за него. Има водство од 30:0. 1 поен. 1 поен за Жилиев. 30:1. Потребно да земе малку здив, да не ја загуби концентрацијата во финишот на оваа борба.
Опомена за Жилиев да не се служи со неспортски потези во кадар и првиот човек на СВСМ. Знаете дека тој е навистина фанатично влюбен во овој спорт, човекот кој дава многу, но да се концентрираме на оваа борба, да видиме. Остануваат 52 секунди, мора да има тука поен, така е. Мора да има поен. Добива подршка од сите, 4:1 води на 43 секунди до крајот на оваа борба. Сега сите заедно сме со Сашо Лазаров и веруваме дека ќе успее да ја добие оваа борба. 30 секунди до крајот. Мора да издржи оваа борба Сашо Лазаров. Укринатот ќе биде опасен и до крајот. 25 секунди. Влегува сега уноде, сега треба да биде внимателен. Само еден поен ќе биде тоа. Надвор од активната зона, само еден поен. 4:2. Остануваат 11 секунди до крајот. Се жали на победа Лазаров, но мора да ги издржи овие 11 секунди. Има сигурно водство од 4:2 на поени. Треба да издржи. Жилиев, реков, е опасен, но единаесет секунди и не се малку, треба да се биде внимателен. А победата веќе ја на еден начин има в джеп, но мора внимателно во последните 11 секунди. Само да го држи на ваква дистанца. Крај на борбата. Крај на борбата е овде, победа на Сашо Лазаров. Овде понатаму ги продолжува надежите и ги продолжува своите шанси во борбата за медал. Одлично. Одлична борба, победа на Сашко Лазаров.